Ова е прво поединечно представување на еден македонски град во Советот на Европа и една од ретките културни манифестации кои биле организирани од страна на нашата земја во најстарата паневропска организација во која членува од 1995 година. Оваа промоција на градот Охрид го нема само значењето за промоција на градот, на културата, на културното наследство на Охрид, туку таа има севкупно значење за Република Македонија. Овде во Советот на Европа пред 47 земји членки на Европа, Македонија покажува дека е дел од европското семејство. Генералната директорка на Дирекцијата за демократија на Советот на Европа, Снежана Самарџич-Марковиќ, која зборуваше во името на Советот, посебно инсистираше на значењето на ваквото представување на културното и историското наследство на земјите членки на Советот на Европа. Nama u Savetu Evrope Ohrid je izuzetno dobar primer kako pomiriti nasleđe i urbanizaciju. Pošto ponekad to predstavlja konflikt i onda Ohrid je primer kako je to razvoj nije tako puno pogodio sam grad i lepotu grada i zato pratimo šta se dešava i Ohrid je naravno među našim najvažnijim tačkama, ne samo zbog primjera i zbog lepote, nego zato što tamo organizujemo, na primjer, neke konferencije i tako. Za nas je jako važno da je Ohrid došao, a za mene lično, ako mogu tako da kažem, i što je to dobar primer iz Македонија. На крајот, со својот град, лично бројните гости на презентацијата ги запозна градоначалникот на Охрид, доктор Никола Бакрачести. Ова сепак е едно наше прво искуство со кое што ние сакаме да почнеме една нова стратегија во промотивните и маркетиншките активности за градот Охрид, пред се во делот на културата и природното наследство со кое што Охрид обилува. Нас не треба вакви промотивни активности. Ние уште минатата година си поставивме задача пред нас да Охрид пред се го представиме во европските институции. По краткото присутните можеа да се насладуваат на охридските кулинарски специјалитети, залеани со македонски вина и ракија, донесени специјално од Македонија, а на трапезата се најде и охридска риба. Вакви манифестации се потребни за подобро представување на нашата земја во странство, посебно во меѓународните организации. За македонската телевизија од Страсбург се јавува Тони Гламчевски.